Евентуалното намалување на функционерските плати не е доволно да ги покрие барањата на синдикатите за зголемување на платите на вработените во јавниот сектор. Затоа да се одлучи потребна е измена на 7 закони, но и тоа нема да помогне, дополни Ковачевски. Не можат за тие финансиски средства не можат да ги покријат барањата кои што постојат, бидејќи прво работната група нема се уште излезено со предлог, друго треба да знаете дека кај во однос на функционерските плати треба 7 закони да се менуваат, при што кај дел од функционерите постојат законски одредби дека не може да се намалува платата. Постојат такви одредби, например кај платите на судиите во тие делови од законите. Делот на пратениците е регулирано со закон за пратеници, а пратениците се над тие кои што ги бираат, а тоа е владата. И затоа велам дека се работи за комплексно решение, кое што на крајот на денот треба да донесе правичност во плаќањето на трудот, согласно се разбира и одговорностите кои што секој ги има во државата. За утре, синдикатите кои се обединети под УПОС, но и други, најавија протести на кои ќе бараат повисоки плати. Дали со нив ќе се разговара и дали буџетот може соодветно да реагира? И сметам дека и новите барања кои што ги имаат синдикатите, секако во согласност со можностите на буџетот, приходната страна на буџетот, расходната страна на буџетот, ќе бидат адресирани и се надевам дека во иднина ќе најдеме исто така решение. Сепак правото на штрајк е загарантирано право, тоа постои од секогаш и нормално дека синдикатите ќе продолжат да разговараат со представниците на владата, како што и во минатото преговори. На прашањето што доколку поради протестите државните институции бидат блокирани, Ковачевски размислува на следниот начин. Гледате, јас се надевам дека нема да ја парализира државата, бидејќи секој оној кој што работи во јавна управа, тој дава услуга на тие кои што му ја исплаќаат платата. А платата на оние кои работат во јавниот сектор ја плаќаат граѓаните кои што очекуваат услуга. Вие ја плаќате платата на јавниот сектор, вработените во оваа фабрика кај што сме тука денеска, менаџерите на оваа фабрика, тие ја плаќаат платата преку плаќањето на даноците, на своите придонеси, на своето пензиско осигурување. Тие ги полнат фондовите и тие ги реализираат практично даноците во државата. И затоа и синдикатите треба да имаат исто така пред себе дека услуга даваат на тие кои што ги обезбедуваат нивните финансиски средства, а тоа се даночните обврзници на Република Северна Македонија.